Се поврзуваме инаку во продолжение со уште една ваква тема. Ќе најавиме со нашата Марија и со нејзиниот соговорник Гере Трипков за новогодишна инклузивна забава во Скопје. Па ајде Марија, повеќе детали за тоа може да слушнеме во продолжение. Ќе најавиме новогодишната инклузивна забава која што се одржува на 26 на овој месец во Скопје Сити Мол. Станува збор за новогодишна инклузивна забава која што се организира од страна на Сдруженијето Equality трета година по ред. И оваа година нуди богата забавна програма, најмногу насочена за сите млади, поточно за дечињата. Зашто поточно станува збор и каква е програмата во продолжение, слушаме многу повеќе од мојот денешен гостин Гере Трипков. Да му посакаме добро утро. Вас. Ви благодарам многу што сте тука со денес со нас да испромовирате оваа прекрасна новогодишна инклузивна забава која се одржува по трети пат. Веќе и сакаме да стане една традиција и сега сме во моментов во трговски центар, меѓутоа би сакале оваа забава да ја преточиме и по улиците, но за тоа ќе ни треба малку повеќе време. Како и да е, спремни сме за Дедо Мраз. Дедо Мраз веќе патува кон Скопје. Знаеме дека е добро расположени оваа година. Ние сме тука од Сдруженијето Equality да возможиме таа новогодишна забава повторно да помине на големо задоволство на дечињата како и минатата година на истото место. На 26 декември, како што спомена, значи не овој туку понаредниот петок, почнуваме од 10 часот. Во 10 часот ќе имаме една прекрасна работилница, хербално креативна работилница, каде што ќе работиме со билки, ќе правиме лампиони од билки, секако секој од дечињата кој што ќе учествува ќе си добие подароци, вредни подароци од Билки Лайф. Она што е битно за оваа работилница е дека не е ограничен бројот на учесници. Ќе имаме 15 на места за дечиња и млади. Секако дека оваа забава не е само за едните или за другите, ова е забава за сите. Потоа ќе отвориме две изложби, Живеј со стил, поддржи различности. Тоа се 32 портрети на другарчиња, наши млади лица, кои што ќе се обидат да инспирираат преку нивната насмевка, нивните животни мисии, како и изложбата на Стефани Стојановска, која што се обиде да биде фотограф и да ни ја прикаже дека уметноста е добра за сите и сите може да ја практикуваат. Потоа одиме со една многу забавна активност која што ја почнуваме од оваа година, тоа е Трагаме по богатство. Ќе дадеме 6 задачи на секој оној кој што ќе сака да учествува. Ќе има 6 задачи кои ќе треба да ги направи и при тоа на крајот се ќе се одвива овде во целиот Сити Мол. Значи ќе имаме една трканица, да речеме, една трка помеѓу сите, кој прв ќе ги направи тие задачи и нормално за оние што ќе бидат најбрзи ќе добијат исто така торба полна со прекрасни подароци. Веднаш потоа почнуваме и со театарската представа Како Дедо Мраз ославел, заедно со театар за тебе. Тоа е нешто што ќе биде доста забавно и веќе е отпочнува на забавната компонента на инклузивната забава и секако веднаш после забавата продолжуваме со музичката програма. Јас нема да откривам многу за музичката програма, сепак ќе ги поканам сите. Да, ќе ги поканам сите да дојдат да се изненадат. Главната манифестација, односно главната забава ќе се одржува тука каде што се наоѓаме, но за изложбите кои што ги напоменавте, дали ќе се случуваат токму на приземјето во Сити Мол? Вака, почнуваме со настанот тука, токму пределката, како и минатата година. Значи, традиционално, нашето збирно место си е тука се гледаме од самиот почеток, тука ќе имаме и работилницата. Она што го представив како Трагаме по богатство, ќе се одвива низ целиот Сити Мол, додека изложбите ќе бидат на првиот кат. Да, на првиот кат и потоа секако забавата ќе не биде тука. Исто така непосредно тука кај елката. Очекувате многу изненадување и прекрасна забава. Од она што ми го напоменавте за програмата, ве конкретно ќе ги земам за пример изложбите. Можам да кажам дека тоа е новитет на некој начин за оваа трета организирана забава, со оглед на тоа дека минатата година, ако се сеќавам, немаше такво нешто, но тоа значи дека со оглед на тоа дека сакате ова да стане на некој начин традиција, традиционална манифестација, се повеќе и повеќе секоја година ќе можеме да очекуваме уште многу повеќе и поубави активности. Точно, јас им кажав на дечките од Сити Мол да очекуваат
изгледува дека веќе ќе ги преплавуваме со активности. Така што би сакал во наредните неколку години из целиот трговски да имаме различен тип на активности, на забава, на игри, кои што ќе ја збогатат уште програмата, меѓутоа ќе им овозможат на дечињата да се сплотат преку уметноста, преку забавата, преку музиката, преку театарот. Тоа е нешто што го правиме ние и низ нашиот фестивал на инклузија, меѓутоа ова ни е зимската забава и секако во ова празнично расположение сите некако да се поддржиме, да се подружиме и да се позабавуваме. Еве, на некој начин самото сплотување, поддржување, поддршка, дружба исто така, но како конкретно преку не само оваа новогодишна забава, туку преку вакви инклузивни настани се промовира самата инклузија во нашето општество? Дефинитивно, мислам дека имаме еден голем пораст на ваков тип на активности, што е позитивно за нас и генерално како здружение, бидејќи работиме веќе повеќе од 7 години на оваа тема. Мислам дека ова е најдобриот начин како да допреме до децата. За мене, младите и децата се оние кои што треба да ја креираат она заедничка енергија, заедништвото помеѓу нив. Прифаќањето и разбирањето доаѓа во наредната фаза, меѓутоа она што го креираме преку овој тип на настани треба да создаде основа за овие деца да не се гледаат како непријателчиња или луѓе кои што се од различен социјален статус, туку да се прифатат како луѓе, како деца и веднаш со тоа да креираат една нова размисла за животот и за другиот, како би можеле они утре, задутре нас да научат за овие животни лекции. Вистина ми е драго за овој разговор, што имавме можност да ја најавиме новогодишната инклузивна забава, но исто така и да кажеме нешто повеќе за тоа колку вакви манифестации може да направат промени во нашето општество. Да, апсолутно. Мислам дека ова е единствениот начин, можеби не единствениот, но единствениот добар и позитивен начин како да дојдеме до одлични промени во многу побрз период, отколку кога би седеле и би пишувале на хартија и би креирале стратегии, планови и слично, туку на дело да покажеме дека тоа е возможно. Драго ми беше многу уште еднаш. Благодарам нателно. Поздрав до гледачите. Се надевам дека уживавте во сите овие информации кои што ги напоминавме токму преку последното вклучување на лице место. Говоревме за новогодишната инклузивна забава која што ќе се одржи на 26 овој месец.